Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Верното овчарче. Едно младо момче по име Герхард било овчарче и добар пријател. Тоа било многу сиромашно момче. Еден ден, додека го пасело стадото овци кое му било доверено, еден ловец излегол од долината пред шумата и се упатил кон ова младо момче овчарче. Кога се приближил до него, го запрашал: "Колку далеко е до најблиското село?" 10 километри, господине, одговорило момчето, но патот може многу лесно да се промаши. Ловецот погледнал низ рамнината и рекол: "Јас сум премногу гладен и жеден, ги изгубив и моите пријатели. Остави ги твоите овци, покажи ми го патот, добро ќе те платам за тоа." "Не можам да ги оставам моите овци, господине," одговорило момчето. "Тие може да застранат во шумата и може да бидат изедени од волци или украдени од кратци," продолжило понатаму. "Но зошто се грижиш за овците?" го запрашал ловецот. "Тие не се твои овци. Загубата би била на твојот господар, а јас ке ти дадам повеќе отколку што заработуваш за една година." "Не можам да дојдам, господине," повторил Герхард понизно. "Мојот господар ме плаќа за моето време и ми ги доверил неговите овци. Ако јас го продадам моето време, кое не ми припаѓа мене, и овците се изгубат, тоа би било исто како да сум ги украл. Се обидува да биде јасен." Тогаш рекол ловецот: "Дали ќе ми ги довериш своите овци мене, а ти да отидеш во селото и да земеш малку храна, вода и водич? Јас ќе се погрижам за нив наместо тебе." Момчето одмавнало со главата. "Овците не го познаваат вашиот глас." И Герхард престанал да зборува. "И што? Не можеше да ми веруваш? Дали ти личам како нечесен човек?" прашал налутено ловецот. "Господине," одговорило момчето, "вие се обидувате да ме натерате да ја изневерам до вербата и да го прекршам зборот кој го дадов на мојот господар. Како да знам дека вие ќе го одржите својот збор кон мене?" Ловецот се насменал затоа што го сватил дека момчето го довел во тесно. Тој рекол: "Гледам дека си добро и верно момче. Нема да те заборавам. Покажи ми го патот, јас ќе се обидам самиот да се снајдам." Герхард потоа ја понудил храната која ја имал во својата торба на овој гладен човек, кој ја изел со задоволство. Веднаш потоа дошле неговите придружници и Герхард на негово изненадување открил дека ловецот бил голем земјопоседник кој ја поседувал целата земја. Земјопоседникот бил задоволен со честноста на ова момче и затоа кратко потоа го побарал кај себе си и го платил неговото образование. Во годините што минувале, Герхард станал голем и моќен човек, но си ја задржал искреноста и честноста до последниот ден. Само сум човек од полно сна. Боже, откри ми колку вредам јас во очите твој. Патник сум само во овој свет. Те
možam da isполнам се само za tebe. Včera pomina Isuse, utre dalike dojde ne znam. I te molam jas, Isuse moj, ti sila mi da. Pokaži mi skali po koji te hodam, da bi stignal jas, Isuse moj, vo nebesen dom. Pa to za nebo, daj mi go ti, Isuse, ti vodi me do pobeda. Oden voden, Isuse, te molam, nauči me ti, za da možam da isполнам se samo za tebe. Včera pomina Isuse, utre dalike dojde ne znam. I te molam jas, Isuse moj, ti sila mi daj. I te molam jas, Isuse moj, ti sila mi daj. Glas na nadešta. Драги слушатели, ја следите емисијата Глас на надежта. Како и секогаш, ќе слушнете многу корисни совети од Библијата, совети за животот и здравјето. Почитувани пријатели, срдечен поздрав до сите вас. Вие следите мисијата Библијата зборува. Продолжуваме со нашите проучувања на големите вистини од Светото писмо. Пред нас во предавање нова тема, нов предизвик. Ке зборуваме за крштевањето. Кое крштевање Бог го прифаќа или признава? Познато е дека во светот постојат, почитувани пријатели, повеќе видови на крштевање. Една група на христијани своите верници ги крштаваат возрастни, полнолетни. Друга група на христијани ги крштаваат своите верници како деца или бебиња. Некои воопшто не ги крштаваат, ги прифаќаат на еден или на трет начин. Кој е исправниот начин на крштевање? Што Библијата зборува за тоа? Да видиме во ова предавање како Исус бил крстен и колку години имал додека тој бил крстен во реката Јордан од рацете на Јован Крстителот. Ајде на почетокот да го прочитаме следниот текст. Кој ќе поверува и се крсти, ќе биде спасен, а кој не поверува, ќе биде осуден. Очигледно, драги гледачи, крштевањето е многу важно во животот на христијанинот. И затоа Библијата посветува големо внимание на обликот, на чинот на крштевање. И затоа ние во ова предавање ќе читаме повеќе библиски текстови и ќе видиме воопшто како Исус бил крстен. Еве нова фотографија што може да ја видите. Го гледаме Исус заедно со Јован Крстителот на реката Јордан. Текстот го читаме следниот. Значи, Исус ни дава пример кога е во прашање
обликот или начинот на крштевање кој ние треба денеска да го следиме. Остави го сега тоа зашто нам ни предстои да исполниме секоја правда. Тогаш Јован го остави. Всушност, кога Исус дошол на реката Јордан да биде крстен, Јован го препознал Исуса дека е тоа јагне Божје, пророштвото кое зборувало и го најавило Исуса Христа. И затоа Јован се двоумил дали да го крсти, а Исус му вели: Јоване, сега остави го тоа. Нам ни престои писмото да го исполниме во секоја правда. И Јован го оставил, односно Јован подосна го крштава. Значи, Исус дошол, почитувани пријатели, таму на реката Јордан, кај што имало многу вода, и многу луѓе доаѓале и побарале од Јована да бидат крстени. Исус бил возрасен некаде околу 30 години кога го направи овој чекор во својот верски живот. Всушност, Исус не бил грешен па да се крсти, зашто ние подосна ќе видиме кои се условите потребни за исполнување да еден кандидат, да еден христијанин, да еден верник биде крстен. Исус ги немал гревовите врз себе, меѓутоа дал пример на останатите луѓе да го следат неговиот пример. И кога се крсти, Исус веднаш излезе од водата. Одеднаш му се отворија небесата и го виде Духот Божи да слегува како гулаб и да се спушта над него. И ете глас од небесата говореше: Ово е мојот возлюбен син, кој е по мојата волја. Значи, драги гледачи, овој чин на крштевање небото го препознава и го одобрува. И затоа овде самиот Бог проговорил дека овој е мојот возлюбен син. Всушност, овој чин на крштевање небото го дава како предлог, како правило кој треба ние да го следиме во нашиот христијански живот. Небесата се отвориле и овде се појавил овој голуб символ на Божјото присуство, на Божјата милост, на Божјата правда и на Светиот Дух, бидејќи овде на самиот брег на реката Јордан тројството било присутно во обликот на Исуса, во овој голуб символ на Светиот Дух, и гласот кој го слушнале присутните, тоа било гласот на Отецот. Во една друга прилика, подоцна, кај Исуса дошол еден човек во посета ноќно време по име Никодим. Тој бил виден човек во општеството каде што живеел. Тој бил член на градскиот Синедрион, значи кај што членувале умни глави, искусни луѓе. Меѓутоа поттикнат од Светиот Дух да праша што е потребно за да добие вечен живот, односно за да се спаси, и затоа дошол кај Исуса и му поставил прашање што е потребно да стори од негова страна. А Исус му вели: Никодиме, потребно е наново да се родиш. Вистина ти велам, ако некој не се роди од вода и дух, не може да влезе во Божето царство. Почитувани пријатели, крштевањето е многу важен фактор во процесот на нашето спасение. Овде Исус тоа го нагласува: треба да се родиме со вода и со дух. Всушност, раѓањето со дух е Светиот Дух кој ни помага да ние го прифатиме, го разбереме Словото, Писмото, Библијата, да го разбереме Бога. Пред крштевањето секако тоа се случува и тогаш ние донесуваме одлука самостојно, доброволно одлучуваме да го следиме Господа по пат на ова библиско крштевање. Овде гледаме дека овој човек Никодим бил возрастен човек, можеби некаде 70 години, дошол, а Исус му вели: мораш, Никодиме, наново да се родиш. Никодим мислил дека по наследство како еврин автоматски му е загарантирано спасение. А Исус му вели: не, Никодиме, ние не се спасуваме по националната припадност, туку по ново раѓање. Никодим во почетокот помислил дека треба повторно да се роди биолошки, меѓутоа Исус му вели: мораш наново да се родиш со вода или преко вода. Всушност, тоа Библијата го нагласува. Значењето на крштевањето е следново, почитувани пријатели. Тоа е обред во кого Библијата вложува многу богата содржина. Затоа, да ја сватиме озбилно ова порака што во ова предавање ни ја испраќа самиот Господ. Да размислуваме за себе, секој поединачно, дали сме се наново родиле. Може би си бил крстен како бебе. Меѓутоа тоа нема никаква важност пред Господа, зашто никој не те прашал тебе пред се за тоа, не си дал согласност
и никој не те научил на основните принципи на живење како христијанин. И затоа крштевањето на мали деца не води потекло од Библијата, туку од паганството. И тоа Господ не го признава, зашто едно бебе пред се нема нито грев, а ние се крштаваме за нашите гревови, да бидеме оперени, односно опростени и ослободени од сено што сме го правиле во нашиот живот. Значи, Исус Христос, почитувани, дал повод, односно пример, кој и на кој начин треба ние да бидеме крстени. Всушност, крштевањето представува смрт, погребување и воскреснување на еден нов живот. Еве го текстот што сега ќе го прочитаме. Затоа преку крштевањето ние се погребавме да учествуваме во смртта. Значи, како што умрениот човек се погребува во гроб, в земја, така живиот човек се потопува во вода. И кога свештеникот, проповедникот го крева од водата, ние всушност символички се раѓаме на ново. Нашиот стар начин на живење до тогаш символично водата го пере, го носи и ние воскреснуваме духовно на еден нов живот со Исуса Христа. Значи, како што Христос воскресна од мртвите преку славата, така и ние додиме во обновен живот. Крштевањето, символички почитувани, значи раснување на нашето јас, на нашиот стар начин на живење, погребување, воскресение. Еве ова фотографија, тоа ни го прикажува смрт, погребување, воскреснување и ние стануваме во еден нов живот. Опростување и бришење на досегашните извршени гревови. Не можеме на друг начин да се ослободиме од нашите гревови, од нашите минато без крштевање, почитувани пријатели. И затоа едно бебе не може тоа да го разбере. Едно бебе не може тоа да го свати. Пред се спомнав дека тоа дете нема ниту гревови и не треба да биде крстено. Кога човекот ќе порасне, значи кога ќе стане возрасен, свесен за својот чекор кој го прави, тогаш донесува самостојна одлука и го бара крштевањето да биде извршено. Луѓе, браќа, што да правиме? А Петар им рече: покајте се и секој од вас да се крсти во името на Исуса Христа за простување на гревовите. Гледате што вели овде апостол Петар на присутните луѓе. Да бидат крстени за простување на гревовите. Значи, ние кога се крштаваме, предходно веруваме, се каеме за нашите гревови, бараме прошка, Бог ни простува и символично ние донесуваме одлука и се крштеваме. Всушност, тоа е јавно сведоштво, да го одлучуваме да го следиме Исуса Христа. Всушност, тогаш ние добиваме нова облека, чиста, бела, тоа е правдата Христова. Нашиот стар начин на живење заминува во минатото и ние воскреснуваме во еден нов живот. Облекување со Христовата правда, зашто нашата правда е валкана, вели пророкот. Сите што се крстивте во Христа се облековте. Затоа, драги пријатели, крштевањето е многу важно во животот на христијанинот. Соединување кон црквата, четврто, значи не само што добиваме бели облеки, Христова правда, ние со крштевањето припаѓаме во одредена заедница. Тогаш не сме сами, меѓу себе се нарекуваме брат и сестра, браќа и сестри во Христа. Крвно ние не сме соединети, меѓутоа преку Исуса Христа ние сме поврзани еден со друг и затоа ние христијаните се нарекуваме меѓу себе брат и сестра, односно браќа и сестри во Исуса Христа. Ние се соединуваме во црквата, во заедницата, каде што членуваме. И така се крстија оние кои го прифатија неговото слово и во тој ден се приклучија околу 3000 души. Ово се случило во време на апостолите, почитувани пријатели, после Христовото вознесение. Нагло се проповедало словото и илјадници луѓе го прифакиле Христа и секако го правиле овој чекор на крштевање и се приклучиле кон Христовата заедница во тоа време. Фалејќи го Бога, беа умилени кај сите луѓе, а Господ секој ден ја умножуваше црквата со они што сакаат да се спасат. Значи, постојно растела во првиот век Христовата заедница, Христовата црква, имале интерес за Бога. Дошле кај апостолите и барале крштевање, а претходно биле научени, поучени како да веруваат и што да прават во својот живот. Во Колосјаните 3:15 го читаме следниот текст. Зашто сте повикани во едно
тело. Значи, кога ние се крштеваме, почитувани пријатели, ние треба да припаднеме во една заедница, во Христовото тело. И тука ние си помагаме меѓу себе, се советуваме, одиме во црква, го славиме Господа и така нашата вера од ден на ден расте се повеќе и повеќе. Понатаму го читаме следниот стих. И он е глава на телото, односно на црквата. Значи, Христос е главата, а ние сме органи, делови од таа заедница. Затоа секој орган е многу важен, многу битен во Христовото тело, односно во Христовата заедница. Понатаму вели, зашто преку еден дух сме крстени сите во едно тело, во една заедница. И затоа со крштевањето ние автоматски припаѓаме во Божјото тело, во Божјата заедница. Ајде да ги видиме сега условите за крштевање. Кои се тие услови кои треба да ги исполниме за да бидеме крстени? Прво, што е многу важно и основно, да се поверува со целото срце во Исус Христос. Значи, драги пријатели, ние мора најпрвин да имаме вера во Христа. Без вера, вели Библијата, не е возможно да му се угоди на Бога. И затоа првиот услов кој треба ние да го имаме е да поверуваме. Всушност, кај секој човек постои една мала искра на вера. Таа искра се зголемува со проучување на Словото на Библијата, со молитва, со барање помош од Исуса Христа. Овде на сликава имаме еден човек од Етиопија кој патувал, бил висок чиновник, можеби еден од министрите, се враќал во својата држава и поттикнат од Светиот Дух барал од еден Божи човек да биде крстен. И вели, што ми пречи да се крстам? А Филип му вели, ако поверуваш од се срце, можеш. Интересно, Бог упатил овој Божи човек, Филип, таму на една раскрсница да го сретне овој човек странец кој ја истражувал Библијата, Стариот Завет, проучувал, му се молил на Бога и тој се обратил, станал првиот христијанин од Етиопија кој бил крстен од рацете на Филипа. Меѓутоа, овде е интересно, тие побарале река, побарале вода и тој бил крстен. А тој одговори и рече, верувам дека Исус Христос е Божи син. Пред се мора ние да поверуваме дека Исус е Божи син, почитувани пријатели, ако сакаме да бидеме крстени, да веруваме во Исуса дека е Спасител, дека е Господ, дека бил на оваа земја, дека умрел и воскреснал и го победил сатаната и денеска ние го очекуваме Христовото враќање. Овој човек од Етиопија поверувал и верувал чврсто во Господа Исуса Христа. Денеска и за нас е тој истиот услов да веруваме. Второ, да се покаеме за минатите греови. Значи, првиот услов го спомнавме, тоа е да поверуваме, вториот да се покаеме за минатите греови. Можеби некои греови сме ги заборавиле, некои навреди што сме ги направиле на некого, меѓутоа ние се каеме и за оние знањите и за оние кои сме ги заборавиле, а Бог е подготвен да ни прости и да ни даде прилика за еден нов почеток. Покајте се и секој од вас да се крсти во името на Исуса Христа за простување на гревовите. Значи, драги пријатели, пред да се крстиме, ние треба да се покаеме. А си поставиме сега прашање, можно ли едно бебе да се кае пред да биде крстено? Воопшто не може. Тоа е дете несвесно, тоа дете е мало, не може да размислува. Иако свештеникот го зема и го таму става во тој сад и му прска вода, детето плаче, вика, нема поима што се случува, меѓутоа само да го направи тој чин. Тоа нема никаква врска со крштевањето. Бидејќи овде вели, ние се крштаваме во името на Исуса Христа за простување на нашите гревови. Понатаму, да му се сврти грб на гревот. Значи, третиот чекор кој треба да го сториме, ние свртуваме нова страница од нашиот живот пред да бидеме крстени. Ако сме имали некои пороци, пушење, пиење, со Божја помош го молиме Исуса и тој ни помага. Тоа го оставаме, свртуваме нова страница и го следиме Христа пред да бидеме крстени со вода. Или зар знаете дека сите оние кои сме крстени во Исуса Христа, крстени сме во неговата смрт. Значи, ние кога се крштаваме, всушност, символично умираме и кога стануваме од водата, стануваме на нов живот, како што Исус Христос беше во гробот и потоа воскресна. И така преку крштевањето во смртта,
pogrebani sme zajedno со Него, така како што Христос воскресна од мртвите преку славата на Таткото, така и ние да одиме во нов живот. Гледате, драги гледачи, хриштевањето е нов живот, нов почеток, нова шанса, нова прилика да го закопаме минатото, да го оставиме, да го отврлиме од себе и Бог ни дава нов почеток. Има ли нешто подобро тоа да се ослободиш од теретот што си го носил до денеска, до вчера? И Бог го зима тој терет и го фрла таму, вели пророкот, во длабочините морски. Всушност, не го ни спомнува повеќе. Ни дава нови мисли, нови чувства, нова цел, а тоа е живот со Христа и спасение, нова облека. Четврто, да се доживее искуството на ново роден. Како што е новороденче, бебе кој донесува радост во семејството, така и ние кога се наново раѓаме, кога се крштаваме, без разлика колку имаш години, 20, 50, 90 или 100. Тамо вели во Новиот Завет, целото небо се радува кога една душа се кае и се крштава. И така, ако е некој во Христа, тој ново создание, старото помина, ете, стана се ново. Значи, уште еднаш ќе се повторам, хриштевањето ни дава еден нов почеток, нова прилика да го следиме Христа во нашиот живот. Може би сме промашале 50 години, сме живеле во грев, може би сме биле крстени како бебе, то нема никаква тежина пред Господа. Сега Бог ни дава нова прилика, нов почеток, а тој е денот кога правиме завет. Крштевањето, драги гледачи, еден вид завет, еден вид договор со Господа Исуса Христа. Понатаму, како да се изврши крштевањето. Сега доаѓаме до на важното, значи надворешно. Како крштевањето се обавува? Зборот крштевање е баптизо и означува потопување. Тоа се извршува во многу вода. Не може да бидеме крстени, драги пријатели, во еден сат, па макар нека биде кофа со вода, да бидеме крстени. Тоа е невозможно, зашто зборот баптизо значи целосно потопување. Тоа е како нашите домакинки, сопруги, баби, мајки, кога ги перат алиштата. Тие не ги перат само еден дел да го стават во водата, туку го потопуват целиот предмет. Значи целото палто, панталони и ги потопуват во вода и така, алиштата се перат. Значи невозможно е само еден дел ние да потопиме од нашето тело. Мора целото тело да биде под вода. И кога ќе не крене свештеникот, проповедникот, всушност ние се наново раѓаме. Тоа е зборот буквално баптизо, потопување. Тоа се извршува кај што имало многу вода. Исус дошол, одел 100 километри да дојде до реката Јордан. Ако имало потреба од малку вода, сигурно тој би наполнил од некој извор, од некој кладенец, една стомна вода или во некој сад и Јован би го попраскал и би било доволно. Не. Луѓе доаѓале од сите краишта на Палестина, таму кај реката Јордан, кај што имало многу вода, вели во Библијата. И Јован ги крштавал. И овој човек, кој го спомнавме од Етиопија, исто така бил крстен во река. И одејќи така патем тие стигна до една вода. И етиопјанецот рече, еве вода, што ми пречи да се крстам? Секако, неговите слуги, неговите помошници стоеле на брегот од реката и учествувале, редувајќи се со нивниот господар, кој прави завет со Господа по пат на крштевање. А Филип му рече, ако веруваш од се срце, можеш. Тој одговори и рече следново, верувам дека Исус Христос е Син Божи и заповеда колата да запре, па слегна во водата обајцата и Филип и етипјанецот и го крсти. Гледате, почитувани гледачи, ова е вистинскиот начин на крштевање во многу вода. Дали е река, море, езеро, океан. Таму кај што има многу вода, да човекот биде потопен. Тоа е вистинскиот начин на крштевање и овој начин го признава Бог. Сите останати начини, кои денеска се луѓето крштаваат, јас сум читал за многу начини, освен за овој и за попраскување на бебења. Некој се крштава легнувајќи во многу снег, некои во кебе ги замотуваат и на тој начин ги навлажуваат телата на овие кандидатите за крштевање, меѓутоа тоа е само една имитација. Сегаш кога ние можеме, кога сме способни, здрави, треба да влеземе во вода.
i tamo da бидеме потопени и да го направиме овој символичен начин на крштевање, што е многу важен во очите на Господа. И двајцата, Филип и етиопијанецот, слего во водата и го крсти. А кога излега од водата, Господовиот ангел го зеде Филипа. И етиопијанецот веќе не го виде. Ангел Господов го донел Филипа тука на раскрсница на патот да го сретне овој човек и обавил ова мисија Филип и ангел го однесол повторно назад. Меѓутоа, ова е запишено во книгата на делата на апостолите со намера и ние денеска да го следиме истиот принцип на крштевање. Исус, почитувани пријатели, ни дал пример како да се извршува обредот на крштевање. Затоа денеска не треба ние да погодуваме, не треба многу да мудруваме, само да го следиме Исуса Христа, а ние впрочем се нарекуваме христијани, а христијани значи следбеници на Христа. Тогаш зошто не го следиме Исуса Христа, туку следиме пагански обичаи и крштаваме нашите деца како бебиња, кои не се свесни за тоа и кои ќе пораснат и имат право да одберат кој начин и на каков начин ќе го следат Христа во својот верски живот. Дојде Исус и се крсти од Јована во Јордан и веднаш додека излегуваше од водата, виде како се отворија небесата и духот како слегува над него како гулаб. Ова е правиот начин, ова е вистинскиот начин, почитувани. Денеска стотици и илјадници луѓе го следат Исуса Христа, се крштаваат во големи базенти. Гледате ова сцена, кај што стотици луѓе го прават овој чин на крштевање. Возрастни, свесно, одлучиле да свртат нова страница во својот верски живот. Тие одлучиле да го следат Исуса, затоа што сватиле дека правиле лоши работи и Бог им дава нова прилика, нова шанса. Затоа, драги пријатели, Исус ги сака децата. Исус вели да бидеме како деца, во смисол да бидеме способни и подготвени да простуваме и да му веруваме на Исуса. Но сепак децата немат никаков грев пред Господа и не треба да бидат крштавани, кои ќе пораснат, кои ќе бидат одговорни, свесни, тогаш можат да го направат тој чекор. Децата не можат да се крстат, бидејќи не го исполнуваат условот за крштевање. Тие ни се мили, децата се наши, се радуваме за нив, но тие се невини, тие не може да бидат одговорни додека не пораснат. Затоа две опасности постојат поврзани со крштевањето. Да видиме кои се тие две опасности кои денеска може да бидат проблем за тебе и за мене. А тоа е следново: да го направиме пребрзо и непромислено. Значи, јас во мојата служба сум имал многу пријатели кои побарали да бидат крстени. Воодушевени после некое предавање, духот ги потикнал и тие велат: брате, ајде крстиме утре и задутре. Сето тоа е добро. Тие одлуки се многу важни, меѓутоа проценката е дека треба малце покасно да се научат. Исус вели: одете и научите ги, а потоа крстете ги, бидејќи ако некој се крсти, а не биде научен, ќе има проблем тој пријател подосна. Ќе направи некои погрешни чекори во својот живот, едноставно ќе биде изложен на подсмев и ќе му биде незгодно. И затоа ние треба да бидеме пред се научени пред да го направиме тој чекор на крштевање. Но во една прилика не можеме ние само да гледаме на тоа да бидеме пребрзо, но не треба и да одложуваме. Познати се случаите во Библијата кога некои одложувале и на крајот никогаш не биле крстени. Значи, кога ќе бидеме потикнати од Светиот Дух да го направиме тој важен чекор. Еве во Библијата имаме еден пример, а по неколку дена дојде Феликс со својата жена Друзила, која беше јудејка. Го повика Павле ги слушаше неговите зборови за верата во Христа Исуса. А кога зборуваше за праведноста, за воздржувањето и за идниот суд, Феликс се уплаши и одговори. Да видиме што одговорил. Сега оди си и кој ќе најдем време, пак ќе те повикам. Бил потикнат од Духот Свети да направи еден важен чекор на крштевање. Меѓутоа, оној другиот глас му вели: не сега, ќе го направи што утре или задутре. Феликс никогаш не нашол време, драги пријатели, и останал некрстен. Затоа е многу важно да донесеме вистинска одлука во вистинско време. А фарисеите и закониците го отфрлија она што Бог сакаше да направи со нив и не го примија неговото крштевање. На жалост, и денеска има луѓе кои се тука на брегот од реката, само што не влегле во водата, но рекле: ајде, тоа ќе го направам утре
ili zadudre. I nažalost, smrta го прекинала нивниот живот и никош не го направиле тој чекор. Затоа, драги пријатели, ако духот те потикнува, ја знаеш вистината, тука си на брегот, што ти фали да се крстиш? Поверувај, покај се и направи го тој чекор. Исус чука на вратата од твоето срце. И што се двомиш сега? Стани, крсти се, изми се од своите гревови, повикувајќи го името на Господа. Нека Господ ни помогне на сите нас, драги гледачи. Посебно на оние кои се на раскрсницата од својот живот, кои се уште не сториле завет по пат на крштевање, нека тоа го направат што побрзо. Зошто? Затоа што животот наш е несигурен. Може да прекине и тогаш веќе нема време за поправа. Сега кога гласот Божи ќе го слушнеш, вели Библијата, немој да останеш со дрвено срце. Исус те повикува, дојди кај Него, додека вратата е отворена. Рацете Исусови се расширени. Тој сака да те прегрне. Тој сака да ти посака добре дојде и да каже, добри и верни слуго, во малку си бил верен, влези во радоста на мојот Господар. Дали ќе го послушаш, почитуван пријателе, или ќе го одбиеш, ти си сега на потек. Ти одлучуваш, но Господ нека не благослови сите нас и нека ни помогне да го направиме тој исчекор, да се помолиме. Господи Боже, ти благодариме што си не открил вистинскиот начин на крштевање. Исусе, ти си дал и пример видлив кога си бил на оваа земја. Помогни ни да те следиме и во начинот на крштевање, да донесеме одлука, да се покаеме, да поверуваме, да го оставиме нашиот стар начин на живење и да свртиме една нова страница која ти ни ја нудиш. Ти благодариме на прошката, на помош и на водството во Исусово име. Амин. Почитувани пријатели, ми беше задоволство што можевме и во оваа прилика да бидеме заедно, да размислуваме за овие големи вистини на Библијата. Ви повикувам и понатамо да ги следите нашите предавања на мојот YouTube канал Томе Трајков и таму ќе најдете уште повеќе предавања од областа на религијата. Секој добро и се гледаме во наредното предавање. Zagrljaj svoj i povedi svojom stazom mira. Čista srca k tebi ja ću doć, Bože moj, Bože moj. S tvojom rukom na ramenu svom, teška mora ja ću lakše prijeći, mojoj duši podaj blagoslov, Bože moj, Bože moj. Mojoj duši podaj blagoslov, Bože moj, Bože moj. Moje suze vidiš samo ti, sa mnom kad napuste me svi. Svjetlost moja, utjeha kroz noć, ti ne ostavljaj me, Bože moj. Moje suze vidi samo ti, tu si sa mnom kad napuste me svi. Svjetlost moja, kroz noć, ti ne ostavljaj me, Bože moj, Bože moj. Kada zadnji ja napravim krug i kad dođem pred kraljestvo tvoje, moja duša mir će naći svoj, Bože moj, Bože moj. Moja duša mir će naći svoj, Bože moj, Bože moj. Moje suze vidiš samo ti,
svi, svjetlost moja, utjeha kroz noć, ti ne ostavljaj me, Bože moj. Moje suze vidi samo ti, tu si sa mnom kad napuste me svi, svjetlost moja, utjeha kroz noć, ti ne ostavljaj me, Bože moj, Bože moj. S tvojom rukom na ramenu svom, teška mora, ja ću lakše prijeći, mojoj duši podaj blagoslov, Bože moj, Bože moj. Mojoj duši podaj blagoslov, Bože moj, Bože moj, Bože moj. Дојдовме до крајот на емисијата Радио Глас на надежда. Доколку имате прашања, совети или предлози, пишете на адреса Radio Glas na nadежда, улица Влае, број 42, Скопје. Можете да се јавите и на телефон 077 819 828. Слушајте неповторно во следната прилика. Во твојот дом тој ти зборува преку гласот на надежда и срцето отвори го, спасот прими го. Не чекај, животот минува, твојот Господ те повикува. Дојди таков каков си, време не губи. Дојди ти кај својот Бог, храбро почни живот нов. Се што било заборави, тој те чека, него си. Ако ти му слушнеш глас, немој да се двомиш, твојот Бог ти нуди спас. Чуј го Божиот глас, глас на надежда. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.